Мој гостин денеска е Јане Мицевски, градоначалник на општина Сопиште. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Сузан. Благодарам на поканата и можноста да бидам ваш гостин денес. Општина Сопиште се наоѓа на само неколку километри од Скопје, од центарот на главниот град, но граѓаните многу често знаат да кажат дека токму таму се дише почист воздух и се живее помирно. Па која е тајната на тој баланс меѓу близината до градот, меѓутоа и зачувување на природата и мирот кој што секој го посакува? Токму така, самата географска местоположба, односно близината до градот, надморската висина која не дозволува да дишеме чист воздух, како и преубавата природа која не обкружува, слободно ни дава за право да ги потврдиме тие коментари што ги споделуваат граѓаните. Кој е балансот? Балансот е во разумниот и правилен начин на урбанизација и типот на градби кои што ги планираме на територија на општината. Колку во последниот период се зголеми интересот за живење од страна на граѓаните во општина Сопиште и дали општина Сопиште станува се поатрактивно место и за млади брачни парови, но и за сите оние граѓани кои што сакаат да избегаат од градскиот метеж? Така, изминативе десетина години општина Сопиште се почесто место каде што младите брачни парови го планираат своето живење или пак како викенд домување, така да атрактивни сме како општина и се почесто сме сведоци на интерес за живење токму во нашата општина. Токму затоа е поголем предизвик за вас како локална самоуправа да создадете што е можно повеќе и подобри услови за сите оние што ќе станат жители на општина Сопиште. Меѓутоа, кога зборуваме за квалитетен живот, мораме да се осврнеме и на темата која што обработуваме во денешното издание на емисијата. Важен сегмент се и детските игралишта. Колку игралишта има моментално во општината и дали тие ги задоволуваат потребите на најмладите? Ја тука би направил еден поширок осврт на ова прашање, поширок одговор. Мене во мојата политичка програма главен акцент ми беа и приоритет младите, односно децата и младите кои живеат или планираат да живеат во општина Сопиште. Дел се игралиштата, меѓутоа да не ги изоставиме и школите и градинките. Ние во месец јануари отворивме нова детска градинка. Кога сме кај детските забавни паркчиња и спортските терени, имаме скоро во сите населени места. Дали има потреба повеќе? Секако дека има. Дали ќе работиме да ги реализираме овие проекти? Секако дека ќе ги реализираме. Во овие неколку месеци од мојот мандат успеавме да согласно ние договори кои што беа во сила да ги санираме онамо каде што беше неопходно детските забавни паркчиња. Во моментов се работи на изградба на едно ново детско паркче, така да периодот што следи ќе ги се обидеме што поскоро да ги завршиме и сите оние детски забавни паркчиња каде што во моментото не постоело, а имало реална потреба. Така, со затоплување на времето, пролетниот, летниот период е вистинска градежна офанзива низ општините, се со цел да се реализираат сите најавени проекти, нормално со можност за подобрување на условите за живот за сите граѓани. Јас би рекла дека освен за забава, игралиштата се важни и за социализација на дечињата кои што живеат во самата општина и ваквите простори би рекла дека всушност придонесуваат за заедништво меѓу семејствата во општината и во една таква сплотеност имате многу поубава можности како локална самоуправа да ги слушнете потребите на граѓаните и на тој начин да делувате во вистинската насока за вистинските потреби на граѓаните. Меѓутоа би се осврнала повторно на урбанизацијата. Рековме дека Сопиште забрзано се развива и затоа ми интересира како се одвива урбанизацијата и дали успевате да го сочувате тој хуман и мирен лик на општината, каде што може до некаде да се дише со природата и конечно да се дише чист воздух. Па да, многу сме препазливи во тој дел. Сериозно и детално ги разгледуваме сите урбанистички планови и градби. Внимаваме на процентот на изграденост. Стимулираме повеќе зелени површини, повеќе паркинг места, широки улици и убави семејни куќи. Против сме на бетонски големи градби од стамбено домување, така да издржуваме на тој притисок на интерес за живење и градба во Сопиште и мислам дека сме на добар пат во одржување на тоа стабилност за урбанизација на просторот.
Сега кога сме кај предизвиците, со кои инфраструктурни предизвици најчесто се соочувате како локална самоуправа? Овде ќе спомнам патишта, водовод, канализација, осветлување, сето тоа е дел од секојдневното функционирање и секојдневно решавање на тековните проблеми. Така е, Сузе, стратешки капитални инвестиции кои што ни се потребни, насочно се водоводот. Се уште имаме населени места каде што имаме слаба водна мрежа или некаде каде што воопшто нема водоводна мрежа за снабдување. Канализационите мрежи исто така ни се сериозен предизвик на кој што работиме. Така да инфраструктурата ние секоја годишна програма каде што постојано се обновува и се шири, нели, самата инфраструктурна мрежа и да се одржува, но и да се создава нешто ново. И некои нови линии, така да овие се некои главни предизвици на кои што активно работиме периодов и мислам дека ќе продолжиме во текот на целиот овој мандат. Ако малку повеќе се фокусираме, можеме ли да истакнеме кои се најзначајните проекти кои што моментално се реализираат во Сопиште? Моментов ги користиме временските услови, односно градежната сезона, да работиме на патната инфраструктура, се работат неколку патни правци во моментов. За некои деновите пред нас ќе ги обзнаниме веќе со работа на терен. Очекуваме по завршување на учебната година да отпочнеме и со доградба на едно училиште во населено место Држилово, така да се работи на, нели, поставување на нова урбана опрема, поставување на сообраќајна сигнализација на секој чекор, така да ги користиме овие денови каде што може да излеземе на терен и да сработиме што е можно повеќе, нормално во рамки на нашите можности. Секако, со поголемиот интерес за живење од страна на граѓаните во Сопиште се зголемуваат потребите, нели, а во таа насока и треба и да се подобрат можностите за граѓаните. Што најмногу им недостига на жителите на Сопиште според вашите средби и разговори со нив, верувам дека ги реализирате и го слушате гласот на граѓаните и нивните потреби. Токму така, во самата кампања, во самото секојдневно движење со граѓаните и со жителите, ги дознаваме и реалните проблеми. Имаме слух за нив. Покрај водоводот што споменав и премалку, канализацијата, тука и јавниот превоз, уличните куќиња и така натака. Морам да признам дека значително е подобрен јавниот превоз со новата градска локална власт, меѓутоа дали треба да се подобрува, секако дека треба. На добар пат сме, така да очекувам дека сите овие реални проблеми што произлегуваат од граѓаните заеднички и системски ќе успееме да ги решиме. Колку населени места припаѓаат во рамки на општина Сопиште, затоа што треба подеднакво кон сите да се насочите и патната инфраструктура, пристапност и сето тоа што е дел од урбаниот момент кој што е потребен за добри услови? Под општина Сопиште активни се 13 населени места, повеќето се со секојдневен начин на живење, дел се само како викенд населени, меѓутоа секако потребите за патна инфраструктура, зимско одржување, косење во овие пролетни летни денови, улично светлување се исто така секаде рамномерно потребни. Така да работиме на сите 13 населени места да ги обслужиме професионално и онака како што очекуваат граѓаните од нас. Така. И кога некој размислува дали да се одлучи да живее во општина Сопиште, секогаш прво име на памет каква е пристапноста и колку време ќе ми биде потребно од Сопиште да се спуштам кон центарот на главниот град заради најразлични обврски или работни обврски во текот на денот. За колку време се стигнува од Сопиште во центарот на градот? Сега во моментов би признал дека малце поотежнато се пристапноста, затоа што за жал патниот правец преку Теферич, знаете, сите по широката јавност се веќе некој период затворен за сообраќај. Така? Меѓутоа очекуваме дека во летото ќе се пушти новиот патен правец преку Сончев град, односно преку планината Водно, со што ќе имаме алтернативно врзување со центарот на главниот град. Можеби перцепцијата е дека поспоро се отежнува сообраќајот во зимски услови е таква, поради тоа што се наоѓаме на ридски планински предел, меѓутоа одговорно можам да кажам дека со нашите служби последниве години успешно се справуваме со одржување на патиштата во зимски услови, така да тоа не го гледам како пречка. Кажав се и пред малку, очекуваме јули, август да се пушти патниот правец преку Водно, така да ќе имаме
и повеќе алтернативи за комуникација со центарот на главниот град. И сите проекти кои што ви се планирани за предстојниот период или оние кои што се во теке, секако да изградите модерна, стабилна и просперитетна општина Сопиште, која што ќе ги привлече младите да останат, а новите генерации секако да имаат повеќе можности. Јас само ќе напоменам дека чинам во април месец се постави камен темелник на првиот трговски центар во општина Сопиште, една капитална инвестиција која што практично и ќе донесе една нова ера во развојот, економскиот напредок и новите можности за граѓаните во општината. Така, на моје огромно задоволство, еден проект што беше започнат многу подавно, уште од периодот кога бев советник во Советот на општина Сопиште, вродил со идеја, еве денеска веќе сме сведоци на негова реализација. Тоа е еден модерен трговски центар кој што ќе додаде вредност во функционирањето на жителите во општина Сопиште. Младите ќе има простор за повеќе заеднички дружби, средби. Таму планирано е да има и големи маркети, придружни содржини кои ќе го помогнат начинот на живење во Сопиште и ќе стимулира дополнителен развој на други инвеститори кои што ќе се пронајдат во нашиот концепт на функционирање. Со таквиот економски развој можности дополнително да се полни општинската каса, затоа што за реализација на сите проекти потребни се пред се финансии, па потоа добра волја и добро планирање за нивна реализација. Како прв човек на општината, бевте свесни со каков предизвик ќе се соочите во раководење на една општина како што е Сопиште? Па искрен да бидам, може поради фактот што сум бил и дел од таа општина како советник, исто така поради фактот што сум жител на таа општина. По голем дел ми беа познати предизвиците со кои би се соочил, меѓутоа нормално во секоја работа додека не седнеш на таа позиција, не ја сватиш тежината на свој грб, никогаш не можеш да бидеш претходно спремен. Меѓутоа на крајот од денот ми исполнува работа, останувам мотивиран и посветен како од првиот ден и очекувам дека се она што ќе се договориме и се она што го имам ветено, а внимателно ветував кога правев програмата, ќе го изреализирам и ќе дадам отчет за истото до крајот на мојот мандат. И кога велиме младите да останат во општината, да им се даде убави можности за новите генерации кои што сакаат да живеат во општината, тогаш насоката и апелот ќе биде нека има доволно училишта и можност за учење на учениците, добри услови во образовниот процес, но и доволно детски игралишта кои што ќе овозможат и здрав детски развој и секако убаво детство на младите кои што живеат во Сопиште. За крај, каква општина би сакале да биде Сопиште во наредните неколку години и каква порака ќе испратите до граѓаните, односно жителите на вашата општина? Јас би сакал да општина Сопиште прерасне во една модерна, урбана општина со модерна инфраструктура, општина која ќе нуди подобри услуги на сите генерации кои што ќе живеат во неа. Тоа ќе го постигнеме со една честна, посветена и транспарентна работа. А до моите сограѓани сакам да упатам една порака за заедништво, доверба меѓусебна и почит меѓусебна, затоа што само силно и обединети ќе успееме општина Сопиште да направиме силна и поуспешна. Пред вас се многу предизвици, а граѓаните очекуваат реализација. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам уште за поканата.